Опозицијата подготвено одговори на повикот на власта за расчистување на државата. Новите членови на нивното раководство се незадоволни од количеството самоникнати растенија кои го окупирале просторот и најавува дека следува операција за средување на неквалитетната вегетација во сопствениот двор. Ќе треба малку време да се преадаптираат, да се преструктурираат работите, да се создаде една нова енергија, да се изчисти плевелот кој што е насобран, да се расчисти со некои свети. Како не? Па секако. Изгледа дека тоа ќе оди малку попроблематично со оглед дека се уште има високо позиционирани кадри кои натаму се импресионираат и се гордеат со политичките величини, кои свесни дека нема ниту за леп парите на граѓаните ги трошеле за чоколада. Ние во моментов која економска гарнитура имаме? Наместо Зоран Ставлевски за финансии, го имаме Драган Девдовски за министр. Сепак најинтересни се сопартиците на Ахмети. Тие воопшто и не размислуваат за никакво освежување на структурата, а камоли за прочистување на редовите. Па дури влегуваат во одбрана на своите решенија, иако не само што не го знаат прецизно нивниот работен ангажман, туку ниту се сеќаваат точно како се вика. Ние секогаш како Демократска унија за интеграција се трудиме на владата, на власт да носиме квалитетни кадри. Дојкрешник Беснику беше промотор на оваа држава, додека бевме заедно на власт. Тоа што министерот за економија се презива Бектеши, а не Беснику, може да се толкува и како избрзан лапсус, но во време кога нацијата е чувствителна на секој обид за преименување, треба особено да се внимава. Отиеве, ако некој не знаел, тогаш треба да му биде јасно дека нашето не само што е предбиблиско, туку е име кој и на сон постојано му се мотало во глава на еден од следбениците на Исус. Па апостол Павле имаше видение Македонец. Македонец, го кажува Македонец во оригиналниот кој име, јас сум доктор на теологија, со завршени докторски студии по теологија во Америка. Јас го знам оригиналниот кој на јазик. Оние што немаат такво стручно познавање, сепак се добро упатени. Лаички, но реагираат на обидот за преименување, бараат штом такво нешто се бара од нас и ние да побараме Европската унија да си го смени името. Па Европска унија сите ли држави ги опфаќа во Европа, па се вика Европска унија. Истата таа Европска унија која има 10 земји не се членки, а она не се вика западна, јужна, не знам како, се вика Европска. Чекор натаму одат оние на кои кормилото им е свртено кон исток, поупотребувајќи реторика слична на нивниот формален лидер, со заканувачки тон, освен што инсистираат да не се влегува под безбедносниот и политички чадор. Тврдат дека ќе се соочи со сериозни консеквенции секој што дури и ќе се осмели да го употреби тој збор. Дури во некои делови од Македонија, јас и друг пат сум кажал, ако кажете НАТО, некој новинар отиде и каже НАТО, ќе го испотепат луѓето. И на крајот, заканите може да поминат само кај оние кои не се свесни за историската важност на сегашноста. Мечката игра кај мене, а може утре и кај комшијата ќе игра мечката. Ние не сме народ, ние сме еден прост народ. Време е да се опаметиме, оти мечката ќе нема пред која врата да игра.